наше национално знаме и со месеци тука баш пред собранието, затоа што од другата страна не смееме да преминеме, ни беше забрането, нели? Го дигавме тука, имавме едно големо, огромно едно наше македонско национално знаме, кое што за жал го немаме, поради она што ни се случи рушењето на кампусот, на вториот кампус, оној кој што беше најобемен, нели? И тоа знаме беше таму, а да ви кажам дека ни беше поклон од ќерката на еден планинар кој што одел по сите светски планини и го носел тоа знаме. Значи тоа знаме беше со срце и символ на македонското достоинство и отпор. Ете и тоа знаме успеа да го уништат. Секако и ова знаме е значајно и уште еднаш да нагласам дека сме тука наспроти тоа што сме заградени, нели, еве ќе се изразам и така да кажам во едно трло, ни поставија ограда тука за да не можеме да преминеме преку улицата, како да ние не можеме да ја заобиколиме, но ете ќе бидеме коректни и ќе си ја работиме нашата работа, нашата заложба, нашата нели оформување на едно силно народно ослободително тело кое што ќе го оформи. И верувам дека тоа ќе се случи, тоа е нашата прва и основна заложба во нешто што можеби не успеавме минатата година, но сега, согледувајќи ги сите настани кои што се случија последователно на предавството на оваа нелегитимна власт, затоа верувам дека македонскиот народ ќе се обедини во едно цврсто национално тело, кое што во даден момент ќе прерасне во едно јако јадро и ќе си го даде она за кое што, значи ќе го даде решението за кое што ќе биде и оформено. Еве сега